Сакате да ви кажам што ви ветуваше Христијан Мицковски да видите за цените на електрична енергија пред изборите? Сакале некеле, ја ќе ви пуштам. Ај пушти. Предлог закон со кој нема да има зголемување на цената на електричната енергија за домакинството, односно стандардот на граѓаните ќе биде заштитен. Ние практично правиме маневар за да не дојде до зголемување на цената на електрична енергија за граѓаните. Нели со закон ќе намалеше цена на струја? Многу јако решение си имал ти, ќе го намалиме цената на струјата, брм. Ај, што викаш сега денеска, како може да видиме? Која ќе биде крајната цена, ја одредува регулаторот. Дали таа ќе поскапи 3, 4, 5, дали ќе поевтини, одредува регулаторот откако ќе ја добие цената со која што снабдувачот ќе ги снабдува домакинствата, потоа трошоците кои што ги има дистрибутерот, трошоците кои што ги има пренос операторот и конечно трошоците за организирање на пазарот на електрична енергија. Сите овие калкулации кои ќе бидат направени, тогаш регулаторот ќе одреди конечната цена која што ќе плаќаат граѓаните. Инаку АДСМ поднесе цена која што ќе биде 65 евра за мегават час, односно 3 евра по мегават час повеќе од тоа што беше во минатото, ако во минатото беше 62, сега е за отприлика 4% повеќе, односно 65 евра за мегават сат. Намалена е струјата, цените паднаа, сметките се поевтини, сите живеат поубаво. Немојте вака сега вие да бидете неблагодарни, да не бидете вака недобронамерници, ќе ве молам. Убаво вика човекот. Гледате колку време објаснуваше дека уствари оние намалил цената на струјата. Тоа што вас истигаат повисоки сметки за струја, вие сте недобронамерници, ќе ве молам. Он викаше ќе ја намалил цената на струјата, а сега вика, па не е многу зголемена, можеш и за 50% да се зголеми. Да, не.